Почитувана колешке, малкуте симпатизери што останаа на Социјалдемократскиот сојуз, гледајќи го овој говор, ќе донесат една констатација: браво, денеска Милевка ја спаси владата. Ја одбрани катастрофалната политика на владата и веќе претендира да биде извршен функционер. Но дајте да бидеме реални и да се вратиме во тоа што денес се случува во нашата татковина. Колешке, овој буџет не овозможува, како што рековте, повеќе пари кај граѓаните и подобар живот. 2 години има се помалку пари кај граѓаните и животот е се полош. Заради зголемените даноци, зголемената акциза и зголемената цена на нафтата. Каков ти тренд на раст на платите за 5% дури од ноември? Како ќе преживеат наставниците, професорите, административните работници до ноември, кога платата ќе им ја покачите за цели 5%? Тешко дека ќе издржат со овие цени и со ваквиот катастрофален економски развој, до тогаш верувајте. Велите вработување во приватен сектор. 2 дена ве молам да го надополните овој список со странски инвеститори во Република Македонија. Овој список од број 1 сендвичара, број 2 бензинска пумпа во Трубарено, број 3 50-ка во ГТЦ отворена со диџеј, број 4 автопат во Смоквица, јавно-приватно партнерство, ВМРО ДПМН ги најде парите и го реализира проектот, а вие обезбедивте музиката, затоа сте партнери. И 5, излегува 10 пратеници овдека, не пишаа ниту еден странски инвеститор. Ве молам вие, напишете го инвеститорот кој што дошол во Радовиш, во Штип, во околината на реонот од каде што доаѓате вие, за да не убедите дека ќе има нови вработувања во приватниот сектор. Знаете, колешке Милевка, каде ќе бидат вработувањата? Во државниот сектор. Затоа што вчера Агенцијата за планирање на простор бара да се вработи човек кој што ќе изработува детални урбанистички планови, замислете, со филозофски факултет. Ова е вашиот развој и вашиот подобар живот. Ве молам, инвестиција од Радовиш или во регионот што дошло во овие 2 години. Филозоф што ќе прави детални урбанистички планови. Пензии. Какви ти пензии? Намалени се пензиите. Не можат пензионерите да крстат крај со крај. 340.000 луѓе овие 2 години пензионери си ја чувствуваат маката затоа што беа прелажени на последните избори. Ке биделе зголемени платите на специјалистите, 10%. Добро, требаше да бидат 100.000 денари. Еве го налогот за плата на специјалист. 37.300 денари специјалист со 12 години стаж. Кога ќе му ја зголемите платата оваа година, не знам дали ноември или декември, ќе зема 41.000 денари. До 100.000 денари има уште 1.000 евра. Кога? Затоа, колешки Милевке, нема да го поддржиме овој закон, затоа што вие велевте. Колку е поголем буџетот, толку е покриминален. Овој буџет е најголем. 3 милиарди и 700. Благодарам, колега Джафери, за настапената.